Што може да се очекува во среда? Зошто амбасадорите на земјите членки го одложија одлучувањето за Македонија и дали навистина станува збор за некаква поделеност во Унијата за Македонија или пак е во прашање тактизирање за формулацијата со која што на Македонија ќе биде соопштен заклучок? Не, станува збор за тоа дека прашањето ќе се решава на највисоко политичко ниво. Ова што го слушаме изминативе денови е на ниво на постојани представници на земјите членки, значи на ниво на амбасадори. Најжешките прашања, оние за кои треба повисоко ниво на политичка согласност и консензус, ги решаваат или министрите за надворешни работи, и тоа е на 10 овој месец, или 13-14 шефовите на држави и влади. А што очекувате од декемврискиот самит? Мислам дека е најреално да добиеме формулација со која ќе не оптоварат како никогаш претходно, че иако ни дадат некаква формална согласност да почнеме со тој така наречен скрининг процес, ќе не условат за многу кус период 3 до 6 месеци максимум, значи март, јуни до година, да покажеме видливи резултати во делот на името, што ќе рече практично добиваме решението и на крајот да остане освен евентуалното референдумско потврдување. Од каде таква формулација? Дали има можеби некои разговори со Груевски или со властите наши за кои не знаеме? Не можам да знам, меѓутоа знам дека претходните разговори, колку што може да се разбере, претходните разговори во име на македонската влада ги има правено Теута Арифи со Филе и со Стефано Санино, и тоа е се, значи македонскиот дел од владата практично не учествува, и заради тоа воопшто не сум сигурен дека македонскиот дел, условно кажано, од владата ќе биде задоволен со оваа формулација. Уште помалку пак ќе може да го употребува тоа за внатрешно политички потреби. Во таква ситуација, како би се мрднал процесот? Ја мислам дека јавноста или дел од јавноста е позагрижена за тоа како ќе се мрда процесот, отколку премиерот. Не гледам дека тоа му е приоритетно политичко прашање изминативе години. Не верувам дека ќе смислува, ќе мисли, ќе троши време по тоа што би правиле, бидејќи добивме ваков заклучок. Тој се навикна самиот и нас сите во државата не навикна на таков профил на заклучоци. Оти Никола Поповски пред да замине за Брисел уверуваше дека Македонија ќе почне преговори, меѓутоа кога се врати од Брисел отиде со констатација дека некои политички критериуми ќе зависат како понатаму Македонија ќе оди во тој процес. Што се крие за оваа теза? Да, веројатно се крие политичко неискуство на делови од владата кои не ги разбираат механизмите по кои работи меѓународната политика. Оној момент кога некој ќе ми каже да ја соголам целата дилема, кој ќе ми каже дека Андонис Самарас, еден од архитектите на овој проблем, кој Грција го измисли 90-тите, а раните 90-ти, ќе се согласи туку така, 5 години после Букурештиот самит кој за нив е голема дипломатска победа, да не пропушти да почнеме да преговараме без некакво условување, видливо или помалку видливо, е политички наиграц. Андонис Самарас ќе ви даде на вас датум за преговори без големо условување, што би се превело као некаков прогрес меѓу соседски односи. Тоа нема да се случи. За наша жал нема да се случи. Во Грција радикалната десница зема замав и најверојатно ако има избори ќе земе 2 пати повеќе партиници од овие што ги има сега. Значи целиот тој националистички дискурс не само во однос на Македонија, во однос на имигрантите на пример, се засилува, се заострува. Иначе на владата го имате човекот кој направи политичка кариера на македонското прашање. И се во таков контекст ние не успеавме со така наречениот мек Андреас Папандреу да го решиме името, сега ќе го решаваме без проблеми, без условувања со тврдиот од време, тврдиот Самарас. Ако е тешко дека од оваа влада може да се очекува решение на прашањето за името, а провладени медиуми деновиве излегуваат со теза дека албанскиот национализам, односно национализмот на Дуи и на Ахмети се должи токму на во пресред на решавањето на прашањето за името и на некаквите шпекулации за специјален статус на Косово, тогаш што може да се очекува во Македонија? Колку е безбедносната состојба стабилна? Безбедносната состојба не е стабилна и главниот генератор се лошите меѓуетнички односи. Акцелерацијата или забрзувањето на лошите односи таму почна од август навака од познатото положување на венец во случај на министерот за одбрана и тоа зема замав, значи едниот национализам почна да го храни другиот, тие меѓусебно се потпомагаат, независно од тоа што нивните политички елити мислат. Моето скромно мислење е дека ниту Дуи, ниту ВМРО го размислуваат, го мислеат, го предвидуваат, го планираат, го контролираат. Не да може да го менаџираат овој тек на настаните, меѓутоа тој се случи и во моментов тоа е непријатна вистина која владеачката партија не сака да ја земе во предвид. Во овој момент, заради националистичката реторика, која се одвива неколку месеци наназад, рейтингот на Дуи расте, рейтингот на ВМРО не расте.
Веројатно увидоа, па сега одат со такви информации дека Меки се подготвува за. Веројатно праќаат порака, нагаѓам, праќаат порака до друга условно кажано страна, дека ако продолжите вака, практично го роните нивниот политички легитимитет. Што се случува? Се случува една многу интересна ситуација по мое скромно убедување. Постоеше теза дека 4-5 години наназад ВМРО ДПМН ги троши албанските партнери во владата. 2 години ДПА подоцна дуи, затоа што овие се наводно тивки и млаки, и на тој бран ВМРО меѓу другите работи набива плюс рейтинг. Се случува обратна ситуација. Сега дуи му го нагризува рейтингот на ВМРО заради овие работи што се случуваат и кои немаат врска ни со интеграција, ни со економија, ни со подобра живеачка, имаат врска само со тоа чие знаме ќе биде повисоко и чија реторика ќе биде поостра, се разбира намената само за нашето етничко трло. Во таква ситуација излезот не може да биде, зборам за траен излез, за ефикасен излез, не може да биде бегство во Америка, бидејќи тоа трае само 10 дена. Назад кога ќе се вратите, вие затекнувате ситуација во која имате дефинитивно замрзнати интеграции, веројатно дефинитивно, имате економија која оди со неверојатно лоши индикатори измината година дена, имате меѓуетнички односи кои се на граница на посериозна дестабилизација. И што ви останува? Одговорот го научивме последните неколку години предвремените избори за наводно да добиеме нов мандат од македонските граѓани. Мислите дека се подготвува и за таква варијанта кревство? Се подготвува секако, меѓу другото и за таква варијанта, затоа што кај него длабоките политички анализи се ставени на страна. Кај него е битно што PR експертите ќе кажат дали рейтингот оди нагоре или надоле. Во оваа ситуација рейтингот апсолутно оди нагоре, не знам со која брзина, меѓутоа заради ова што дуи пред се го прави, не оди сигурно нагоре, и во таква ситуација морате да наоѓате чале да го спасувате рейтингот и фотелите.